Малку во сенка на изборите на Бирото за јавни набавки беше објавен вашиот договор во вредност од околу 7 милиони евра за реконструкција на дел од железничките траси за потреба на градскиот воз. Прво би ве прашал, бидејќи станува збор за значителна сума, за каква реконструкција станува збор? Да, точно. Пред известно време склучивме договор за реконструкција на една од трите траси на градскиот воз во Скопје, во должина од 25 километри, која што започнува од станица во Зелениково, потоа продолжува станица Јане Сандански, станица Драчево, станица Лисиче и завршува овде кај што во моментов снимаме, главна станица во Скопје. Ова е една од трите траси на градскиот воз кои што треба да се имплементираат во град Скопје, односно да дадеме алтернативна опција на граѓаните од Скопје, поточно сега за овие населени места, да освен автомобилскиот сообраќај го користиме и автобускиот сообраќај, да користиме и железнички сообраќај, односно она што порано било секојдневие и пракса, да се обидеме да го направиме дел од новото секојдневие на граѓаните на Скопје. Ја споменавте оваа траса, може ли практично да ми објасните како ќе изгледа тоа кога се се заврши? Односно како ќе изгледа патувањето од Зелениково до овде до главната станица во Скопје? Прво и основно, не на секоја станица е премногу блиску до населеното место. Во Зелениково станица буквално е на самата улица и во центарот на Зелениково, и тука е многу едноставно на сите жители или посетители на Зелениково да дојдат до самата станица и да се качат на воз. Додека во наредни станици, Јане Сандански е повеќе викенд населба, но и викендаши, што да не се користи градскиот воз како опција да го користат. Понатаму Драчево станицата е малку подалеку од самото населено место. Овдека предвидуваме во соработка со град Скопје со јавното сообраќајно претпријатие да се воведат мини бусчиња кои што ќе поминуваат низ населеното место, еве во случајот Драчево, во синхронизирано време со возниот ред, да соберат одреден број на граѓани заинтересирани за транспорт и да ги донесат, повторно велам, временски синхронизирано на железничка станица, да се качат на возот и да продолжат нивното патување према центарот на градот. Или во случајот према, можеби, ќе од во контрасмер према Зелениково, па натака и према Велес. Што се однесува, рековте, ќе постојат 3 линии. Кои ќе бидат другите 3 линии? Ова е едната линија која што оваа година ќе извршиме ремонт од 25 километри. Втората линија е од Миладиновци, потоа преку Илинден, потоа Маџари станица и на крај станица Центар. Ова е во должина од 20 километри вкупно. Тоа е втората траса и траса број 3 која што доаѓа почнува од тука, потоа Скопје Север, Ѓорче Петров, станица Волково. Таа е со должина од 18 километри. Овие три станици ќе опфатат огромен дел од Скопје и ќе пробаме да влијаеме на неколку начини. Прво да се намали загаденоста на воздухот, поради тоа што општо прифатено дека самата железница е најеколошкото превозно средство и да се стекне навика на користење на железници. Ние во пробните испитување возења за градскиот воз, еве лично јас конкретно за оваа траса која што сега говориме, времињата од Драчево до централната станица во оваква состојба на пругата доаѓало до 12-13 до 15 на минути возење, со тоа што ова е постојачка траса која што е во крајно незавидна состојба и критиките кои што ги добиваме секојдневно и години назад од јавноста за оние бавни возења од 10 км на час до 20, сакаме да ги зголемиме према проектирана брзина, долати до 60 и до 80 на час километри. И нормално дека со таа брзина дали од Драчево, Зелениково, дали Ѓорче Петров или од Миладиновци за многу покус временски период ќе се стига до главната железничка станица и потоа од тука до автобуската станица може да се продолжи со дисперзирање према посакувана дестинација. Дали планират изградба на нови железнички станици? Одлично прашање. Во моментов има 11 постојачки железнички станици на сите овие траси кои што предмат се ги наведов. Визибилити студијата изработена од Градежен факултет предвидува и градба на 2 до 3 нови станици, поради тоа што и низ годините се сменил демографскиот состав на населението. Имаме можеби нови населби, нови комплекс на згради, објекти, живеалишта и тие налагаат да има ново стојалиште или нова станица на некоја локација. Со тоа што наредна 2026 година ќе проектираме сите 11 станици постојачки на овие 3 траси да бидат унифицирани
да добиеме еден нов проект на нивна визуализација, да повторно потсетуваат на оние денови кога биле нови, со, ајде да кажам, некој мало осовременување, да сите бидат модернизирани, рехабилитирани, реконструирани во зависност на потребата, да имаме 11 станици нови. За да ги навикнете луѓето да се возат со воз, потребно е да има возови кои што ќе доаѓаат често. Така што моето следно прашање е дали се планира набавки на нови возови или пак со кои возови ќе се превезуваат граѓаните, на колку често време ќе идат и дали ќе ги имаме овие мини бусчиња и во други населби, затоа што да бидеме реални, голем дел од овие железнички станици се надвор од населените места или на границите на каде што почнуваат населените места. Ние заедно со другото јавно предпријатие за железници, односно транспорт, веќе имавме една активност за воведување на нов сообраќај, односно тоа беше од Скопје према Куманово. Ова беше укината линија, една од постоечките гарнитури кои што ги имаат го испособија и сега имаме воз. За исто воз сме во постојана комуникација со колегите од МЖ Транспорт и од нив добив ветување дека постоечките гарнитури веќе ги осовременуваат и работат на тоа да бидат функционални и на оваа траса. Да се надоврзам. Зашто избравме оваа траса оваа година? Поради тоа што добиваме 3 работи во едно. Освен можноста на скопјани да патуваат према центарот на градот со алтернативно решение, паралелно е коридорот 10, кој што вози од Гевгелија према Скопје, поминува низ овие пруги, има 2 до 3 кризни места каде што е бавно возењето. Ова е едно од тие, второто е од Катланово од Зелениково према Велес, и добро е што и за тие патници што доаѓаат од Гевгелија према Скопје и обратно ќе имаат овие 25 км ќе бидат ремонтирани. Добро, моето прашање е пак да повторам, дали ќе има еден воз да речеме барем на еднаш во еден час? За да може човек да планира да дојде до центар и да се врати. Да. Личното мислење ми е дека не сум сигурен дека можно да има таква фреквенција од еден час, но првично барем да ги запазиме оние шпиц периоди наутро кога се оди према работни места или према училишта и оние периоди кога попладнето околу 4-5 попладне кога се оди на дома, сигурно би било стартно обезбедено. Потоа сигурно верувам дека како што ќе расте потребата, ќе има и потреба за ангажирање на нови возови. Сигурни сте дека ќе има потреба, бидејќи зборуваме за сериозна сума на пари која што се вложува така? Видете, задачата да се даде алтернативен транспорт го оправдува потегот да се рехабилитираат овие три градски коридори. Во однос на самиот тендер ви се пријавија само 2 фирми, тоа не е баш многу голем интерес, дали имате објаснување зошто беше така? Апсолутно да. За жал, во Македонија не постои ниту една компанија специализирана за реконструкција, рехабилитација или уште подобро би било да имаме и за градба на нови железници. Истото се соочуваат и околните држави. Нема многу компании, па и на европско ниво кои што го работат ова и затоа претпоставам дека е условно кажано помал интерес за учество новие постапки. Еве, например, се извинувам, може да дополнам, ние имаме моментално завршивме со градежни активности почетокот на оваа година од Куманово према Белјаковце, моментално имаме Белјаковце према Крива Паланка, имаше тендер во 2024 година од Крива Паланка до граница со Бугарија. И верувате, ниту една компанија од регионот се немаше пријавено и за жал по истражување на пазарот е дека сите и со разговор во колегите од другите околни држави дали по една до две компании во државите има кои се специализирани за ремонт, градба и одржување на пруги. Таа што избравте домашната, значи има некакво искуство или настапува со партнер? Настапува со странска компанија која што е специализирана за градба и одржување на железници. Освен за градбата, нормално избравте фирма и за надзор. Но за надзор избравте компанија која што и политичката партија од која што вие потекнувате имаше сериозни забелешки за еден друг тендер, а тоа е за изградбата на автопатиштата на Бехтел Јенка. Зборувам сега за ИРД инженеринг. Моето прашање е зошто избравте таа компанија, имајќи го предвид да кажам нивната репутација од претходно и локалните партнери кои што ги наемуваат тука, па и критиките кои што доаѓа и од политичката партија на која што и вие припаѓате. Како генеза на настаните е тоа што тогаш ИРД инженеринг не настапила само, туку настапила заедно со уште две компании на Бехтел Јенка надзор да бидат на околу 30 на милиони евра голема постапка. Овдека се работи за многу мала постапка од 45.000 евра. И на крајот на денот, па и ние лично како предпријатие или како институција не одбираме со кого би соработувале.
Тие била најадекватна компанија на таа јавна постапка за околу 45.000 евра тендер, со тоа што за волја на вистината не сме ги ангажирале се уште. Договорот воопшто не е ни активен. Ние како инфраструктура железници и самите имаме овластување за лиценца на надзор, така да надзорот на овие коридори можеме самите да го направиме. Како втора опција, стојат и ред инженеринг, но сметам дека нема тука ништо спорно во оваа постапка. Добро, кога очекувате да заврши оваа целосна реконструкција, не само на железничките пруги, туку и на железничките станици, односно кога можеме да очекуваме дека овој градски воз ќе профункционира? Јасно. На конкретно овој коридор од 25 км од Зеленеково до Скопје, рокот на изградба му е 6 месеци. Тоа би значило дека некаде на пролет ќе има воз по овој коридор. До година, барем за сега, почнуваме да буџетираме и да планираме дека онаа делница од Волково Ѓорче Петров до оваа станица ќе се проектира во 26 година, веројатно втората половина на таа година ќе влезе во градба. И согласно тоа би требало 27 година да полека се спремаме за третиот коридор, кој што е од Миладиновци до оваа станица, да бидат трите готови, а за некои 2,5 до 3 години од денеска, паралелно и оние 11 постоечки станици да бидат реконструирани. Колку вкупно пари ќе потрошите? Да видиме како ќе покаже проектирањето на овие станици, меѓутоа сите овие коридори траси се околу 20 на километри секоја и во зависност од степеност кај што има потреба на интервенција на самата пруга. Ова се сепак пруги кои што не биле веќе декади во функција, добар дел од нив се можам да кажам барем главните делови им се доста украдени, тие ствртнички делови, колосечниот прибор за жал постојано е мета на кражби. Благодарам многу на време. Благодарам и на вас.